Кривичниот суд ги пушти од притвор бандата осомничени што упадна во кулата на македонска навигација на Скопскиот аеродром по предлог на јавното обвинителство. Наместо во притвор, судот им ги одзема пасошите и им забрани да го напуштаат градот во кој живеат. Постапувајќи по предлогот на јавниот обвинител, а ценејќи ги приложените факти, судиите на претходна постапка го прифатија предлогот на јавниот обвинител и донесоа решенија со кои за овие лица ја укинаа мерката куќен притвор, додека за овие лица ја укинаа мерката притвор и им определија мерки за предпазливост, односно забрана за напуштање на живеалиштето, односно престојувалиштето, одземање на патна исправа и забрана за издавање нова, обврска обвинетиот да се јавува во судот и забрана за приближување или воспоставување врска со одредени лица. Меѓу апсените за упадот е Беким Мезири, советникот на директорот на Македонска навигација и председател на Чаирскиот огранок на ДУИ. Уште пред месец и пол на Незири му беа одредени само мерки за предпазливост, но по жалба на обвинителство му беше изречена мерка куќен притвор. Рамадан Брава е трето осомничен за инцидентот што ја потресе безбедноста на македонскиот и европскиот воздушен простор. Тој е значена личност во Скопскиот огранок на ДУИ и има улога како офицер во службата за општи работи во Македонска навигација. Овие детали се на неговиот Facebook профил. Инцидентот во Македонска навигација се случи на 4 јануари годинава, кога 8 лица упаднаа во канцелариите на аеродромот во Скопје и нападнаа контролор на летање. Инцидентот се случи по завршувањето на пресконференцијата на Синдикатот на контролите на летање, кои се кренаа на нозе поради несоодветна селекција на кандидатите за оглас на нови вработувања и обвиненија за партизација.